Здраво на сите. Денес имам едно особено обраќање со исклучително важна порака. Тоа е промената на личните документи на македонските граѓани со името кое го содржи префиксот Северна. Согласно Преспанскиот договор, потребно да се исполнат неколку технички и неколку политички услови за да се пристапи кон промена на уставното име. И неспорно е дека во еден дел од одредбите на тој договор стои имплементација во рок од 5 години од подпишување на договорот кој се однесува на документи кои ние ги користиме за странство. Но во исто време, ако се погледнат другите одредби од договорот, особено поврзани со интеграцијата на Република Македонија во Европската Унија и во делот на завршни одредби, член 20 од Преспанскиот договор, јасно стои дека ќе се применува оваа спогодба во согласно со нејзините обврски кои произлегуваат во членство меѓународни, мултилатерални, регионални институции, после предлогот за пристапување на Македонија во членство во ЕУ. Можеме и регресивно и екстензивно да го толкуваме овој дел. Но ние треба да го толкуваме македонски. Тоа значи дека согласно Преспанскиот договор, доколку не започнат преговори со Европската Унија, ние немаме обврска да продолжиме со имплементација на истиот, односно Северна треба да биде целосно суспендирана за внатрешна употреба во земјава. Ја изфрламе онаа максима, нема ЕУ, нема Северна. Доколку ЕУ се одлучи, како резултат на бугарското нахилие врз Македонија и македонците, да ја суспендира Преспа и Преспанскиот договор, тогаш најмалце ние имаме обврска да се севернизираме сега во услови кога никој не ги почитува одредбите на меѓународните договори. Бугарија го раскина бугарскиот договор, само нема во Македонија мажи со соодветни предиспозиции тоа да го констатираат. Грција не го почитува многу Преспанскиот договор, не го имплементира внатрешно во републиката, но меѓународните обврски делумно ги испочитува. Сега е момент ЕУ да не го повлекува својот подпис од Преспанскиот договор и да го испочитуваат истиот. Затоа, ова предвремено имплементирање од страна на оваа болумента, од страна на измеќариве, предвремено имплементирање на одредбите на Преспанскиот договор, треба да се третира како кривично дело по 353 од КЗ и за истото треба да се лежи во соодветна установа. Почитувани граѓани, немој да се плашите и да мислите дека некој ќе спречи вашето гласачко право, бидејќи немате лична карта или пасош со Северна. Тоа, верувајте, нема да се случи. Ќе може да го осварите слободно вашето гласачко право, бидејќи вие сте господари на оваа земја. Вие сте господари на изборниот процес и на изборите. Ниту тачиња, ниту калачиња, ниту мачиња, ниту обичуковци, никој. Оваа земја е на македонските граѓани. Така да сите ќе го оствариме своето право на глас. Масовно, како никогаш досега. И за секогаш да го избришиме ова измеќарско поведение, оваа банда од политичката сцена во земјава. Ве поздравувам сега и би сакал на оваа тема да ви се обратам уште неколку пати, бидејќи е исклучително важна
и ги повредува чувствата на сите македонски граѓани, верувам, но највеќе на нас, етничките македонци. Поздрав за сега, се гледаме повторно.